Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Господин Нурџиева, вие живеете во Благоевград или по Старо Горна Џумаја. Вие сте внука на Гоце Делчев. Така. По која линија сте внука на Гоце Делчев? Татко ми и Гоце се синове на брат и сестра. Имате ли чувство дека ви има заборавено македонската држава? Апсолутно. И зошто? Кое е вашето објаснување? Не можем да кажем зашто. Само ми е болно. Вие од Македонија не добивате ништо? Апсолутно. Вие Ни збор човешки не добувам. Ни збор човешки. друго. Вие бевте прва секретарка на Методијан Андонов Ченто. Без да сам земала грош. Значи вие се заминувате од Македонија од кога осуден Ченто? Откако осуден и за мене Тоа е јас загубих името во собранието. Иди кај таа бугарката. Види кај таа бугарката. Значи вас ве третира како бугарка? Апсолутно. Јас немах име, веќе по Ченто немах име. А вие се чувствувате како бугарка или како македонка? Па не знам како се ме чувствали. А вие Чим како? сме јас дојдена во Македонија на 22 години. Вие како се чувствувате денес? Македонка? Денеска се чувствувам егејка. Интервју со професорката Наташа Котлар на тема како бугарите и бугарската стратегија се обидува денес на мала врата после 50, 60 или 70 години да докажат дека Гоце Делчев бил бугарин и дека ако ние не прифатиме дека Гоце Делчев бил бугарин, тогаш тие ќе стават вето и ќе го стопираат нашиот влез во ЕУ и во НАТО, односно ќе го стопираат почетокот на преговорите со Европската унија. Да беше жив боксерот Мате Парлов и тој ќе беше бугарин. Нели во поранешна СФР Југославија така правевме вицови на сметка на бугарите. И Мате Парлов ќе го направија бугарин. Па не само Мате Парлов, ако забележите, има и други пишувања, па може да заклучиме дека и амебите се бугарски. И клавирот Петров. Да, јас колку што се сеќавам, имаше еден написи за грофот Дракула. Дека е бугарин. Дека е бугарин. И ние се гледаме колку биле големи тие нивни фрустрации од 44-та година. Колку тие фрустрации успевале да ги контролира, да ги држат и сега одеднаш експлодира. Па мислам дека им е моментот. Сепак да не заборавиме дека Бугарија е дел на Европската унија. Моментот да не понижат. Да. Значи чека од Балканските војни, чека од Втората светска војна и сега дојде моментот да се обидат да не понижат. На секој начин, нели? Па искрено и не знам колку се работи за понижување. Ма се работи како не го гледате овој наш несреќен премиер, он на интервју за бугарската телевизија BTV вели дека на Мучето, Благоенков, Мучето отишол или во Струбица отишле и ги избришале зборовите дека е погубен 1944 година од бугарски фашистички окупатор. Така. И он се фали со тоа. Гледате, и овие не престануваат. И не мислевме ќе подпишеме договорот ќе престанат. Не. Од ден на ден као лавина, као снег се зголемува таа топка на нивни барања, нивни фрустрации, нивни обиди да се понижиме. Ако еднаш кога направите оставка кој што не би требало да направите, палем во политичкиот сенс, тогаш веќе ќе почне таа лавина да се одвива кој што спомнувате. Не газат ко бавча. Да. Посебно премиерот, че не газат ко бавча, ко нација. Па ние можеме само да им честитаме дека имаат они таква политика. Ние можеме да учиме. Па ми е тешко и да им честитам, да ви кажам. Па на тешко срце да, меѓутоа не треба. Ко бавча сме немали изминатите 70 години. Апсолутно. Јас не знам и како да ги третирам изјавите на министерката за надворешни работи или министерот за одбрана. Дали кои се вице-премиери и двајцата се висока позиција премиери. Двајца од 4 вице-премиери во владата на Бојко Борисов. Порано имаше практика во бугарската политика, она што не може да го соопшти официјалната власт, се соопштуваше на индиректен начин преку медиуми пишани Божидар Димитров. Да. Каракачанов, сите тие беа работници на бугарските служби. А сега веќе ние добиваме официјални, директни инструкции, изјави, размислувања, закани. За вас се вели дека сте многу влијателен во бугарската политика во однос на креирањето на бугарската политика во однос на Македонија. Дали Божидар Димитров е човекот кој креира бугарската политика кон Македонија? Не е така, защото ако аз правех политиката, тя щеше да бъде далеч по-остра
и по-безкомпромисна по Вела отношение на Македония. Вела дека сте советник на Прванов и дека сте близок пријател и дека имате големо влијание врз него. Вярното е, че съм близък приятел на Първанов, но не и съветник. Той няма нужда от съветник по историческите въпроси, тъй като самият той е квалифициран и то много добър историк. Но естествено не крие, че съм негов приятел, както и приятел с много други български политици от различни партии. Вие сте колеги со Прванов? Да, историци Иначе друга сте работили за бугарските тајни служби во однос на македонското Само за прашање. една тайна служба за първо главно управление и разузнаването. Ако на неговото България. име како агент е И то Гоце, 14. какво е вашето име, тајно? Аз подписах моите документи с Божидар Димитров. И добро, Проявявах чувство за историчност. Господине Божидар Димитров, сите тие тајни служби български Да. работат само по едно прашање, македонското прашање. Ако толку сте силни, ако толку сте мокни, зарем беше потребно сите тајни служби да работат како дел од бугарската политика во однос на Македонија? Значи, тук много бъркат и България, и Македония много бърка, ако мисля, че Македония е на първо място в главата на българските политици. На мен би ми се искало така, би ми се искало да е така, но не е така. Господине Каракачанов, да не го менувате своето име Дончо, да не се викате во иднина. Не. Вие се пофаливте дека сте Дончо, дека како Дончо сте биле соработник на бугарските служби по македонското прашање. Не съм се пофалил, това го казва вашите колеги от една македонска телевизия. Да, меѓутоа вие тоа не го демантиравте колку што јас прочитав. Вие само го потврдивте. Това няма никакво значение. Прашањето им е дали бугарските служби имале еден добро разработен систем во однос на тоа македонско прашање, веќе ќе читаме сега кој све е бил соработник на бугарските служби по македонското прашање, тука станува збор за една доста поприлично јака Шиндлерова листа на соработници. Българските служби имаха много добре развита структура по отношение на всички балкански държави. Абсолютно всички. Вклучително и Македонија. Включително Югославия, тогава нямаше Македония. Държава Македония до 1991 година няма. Добро, вие бевте за Југославија или бевте за Македонија соработник на бугарските служби? Конкретно за Македония. И добро, од која година сте соработник на бугарските служби за Македонија? От 89-та. Значи, уште од студентските денови без малку, вие значи сте соработник. Да. Значи в България българските служби имаха направление за всички югославски държави вътре, но Югославия като държава и за всяка отделна държава в Югославия. И всички тези служби, които бяха по Югославия, след това работеха с западните служби, с американските служби по време на цялата война в Югославия. Почитувани гледачи, како официјалните лица на Република Бугарија, Сталниот одбор за вице-премиерите Каракачанов и госпоѓата Захариева, кои во исто време ја вршат функцијата министер за надворешни работи и министер за одбрана на Република Бугарија, говорат на тема Гоце Делчев. Министерката за надворешни работи и госпоѓата Захариева, која всушност е лицето на Република Бугарија, пред 4 дена дава категоричен став дека ако македонците не прифатат дека Гоце Делчев бил бугарин, тие ќе ја стопират работата или соработката со Република Македонија, односно со Република Северна Македонија, како што тие кажат. Каракачанов е дополнително порадикален и тој вели дека всушност датумот 7 октомври кој треба да се слави заеднички меѓу македонците и бугарите, а тој е денот кога моштите или коските на Гоце Делчев се од Софија префрлени на гробиштата во Скопје во црквата Свети Спас, дека бугарите тој 7 октомври не само што не го познаваат, туку тие што го познаваат тој датум 7 октомври, што се случило на 7 октомври, тоа го сметат како големо понижување на Република Бугарија. Всушност, тоа е пледојето што сега се создава во Република Бугарија и во Софија. Со таква стратегија бугарите ќе настапат контра Зоран Заев и контра Никола Димитров. Ќе видиме колку ние македонците ќе можеме да го издржиме тоа премирие, колку ние македонците ќе бидеме силни да се спротиставиме на тие бугарски стремежи, таа бугарска стратегија. 100 години успевавме да не бидеме бугаризирани. Ќе видиме дали на крајот ќе капитулираме или ќе победиме. Министерката за надворешни работи и самиот Гоце Делчев кажал дека бил бугарин. Да. Нема компромис со вистината. Искрено да ви кажам, и Људевит Гај се декларирал дека е германец, ама не значи дека тоа треба да ми оспориме хрватската преродба на хрватите. Доли вели дека повеќето бугари не ни слушнале за 7 октомври, тоа е денот кога се носат моштите или коските на Гоце Делчев од Софија или се закопаат во Скопје. Тој е датумот, како вели Захариева, тој е датумот на едно од најголемите предавства во бугарската историја, извршени од БКП, Бугарската комунистичка партија, кога по 1944 година под притисок на Сталин тој признаваат Македонија или ги признаат македонците, не ги признаат македонците како бугари, видите. Тоа се фрапантни. Фрапантно е, меѓутоа тоа е една стара школа политичка. Не е ова ново. Сега е моментот да се реализира, да се представи во јавноста.
Некаде прочита во еден документ од западна провениенција, а кого го интересира вистината. Битно е да се постигне прагматичната цел во политиката. Ево Каракачанов, пред 3 дена, пред 4 дена, 7 октомври говори, денот кога моштите на Гоце Делчев 46 година се донесени од Софија во Скопје. За предлогот е да се чествува заедно тој ден или меѓу македонците и бугарите, предлог на нашата комисија која треба нели да ги верифицира сите тие факти, и Карачанов вели дека тој 7 октомври, предлогот за 7 октомври за него е всушност подсмев за бугарските национални интереси и дека Скопје не сака да призна дека Гоце Делчев е бугарин. Скопје нема што да признава околу Гоце Делчев. Гоце Делчев, прво да се спуштиме во времето во кое што живеел, бил османлиски поданик. Таа османлиска власт нема му дозволувала да се определи и кон образовно-културната власт, тоа е екзархијата. Ако сте припадник вие на екзархијата, ќе се декларирате како булгар милет. Ако сте дел, овде кај пишува дека е револуционерен, македонски револуционер. Еве фотографијата која се објавува со пропратен текст во бугарските весници на 7 октомври 1946 година, кога моштите на Гоце Делчев или коските, остатоците од Гоце Делчев се пренесуваат од Софија во Скопје. Вели дека минатата седмица од Софија беа испратени за Македонија коските на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој сега ќе почива или ќе биде закопан во Скопје, столицата или главниот град на земјата за кој што тој си го дал својот живот. Од каква функција е работата на Гоце Делчев за бугарската историја? Мене тоа ме интересира. Они сами тоа го пишувале. Па го пишувале. И сега кога Тодор Живков вика тази дупка не е дупка. Не е дупка, Тие се откажуваат, нели? Ке се откажат наводно од идеолошки причини, тој систем бил комунистички. Видите каква чест му прави македонскиот народ на Гоце Делчев. Така. Пред една недела или пред 10 дена ги постави во центарот на Скопје спомениците и на Даме Груев и на Гоце Делчев. Така, видејќи на коништа. На конј, да. Ги видовте тие споменици? Ги видов. Ви се допадна ли? Не, за Гоце не мислам дека најважното Гоце да јахне кон. Има ли Гоце воопшто јава на конј во својот живот? Никога. Пешки са били и кога одат за пругата да ја дигнат, и кога одат за баница. Поправо, они не са тргнали за баница. Они одат на Либутуш. Там требало да се проведе собрание на Серскиот округ во врска со платеното од Гоце оружје. Даме не му кажува истината на Гоце. Кој е истина за оружјето? За оружјето. Гоце отива прво во Солун да разбори со Даме дека не треба да се брза, дека не е подготвено всичко за едно восстание. Значи, ако добро ве разбирам, значи Гоце Делчев пред смртта, значи вашиот роднин, значи вашиот чичко, вашиот војко, значи оди во Солун, се среќава со Даме Груев. Така, затварат го чичко ми Гоце во една соба во куќа на краја на Солун и му кажуват за безбедност. Гоце е поминал толку пати безбедности си ги успевал да си ги создаде, а тие го затварат зашто? За да не разбере оти оружјето не е доставено. Тамо се среќава таа куќа со Даме Груев? Се среќават са во Солун, а Даме Груев го пушта во куќа да не се сретне со други. Со други луѓе. Изговор дека е за безбедност. За кое оружје? Говориме за оружје. За оружјето кое е платил Гоце за Серскиот округ. Гоце го е нарачал, Гоце требаше да знае, ама ќе ми беше Каде е платено тоа оружје? Не знам на кого е требало да се плати оружјето. Значи Серскиот округ Гоце плаќа оружје. Апсолутно. За тоа оружје се искористи ако се крени во стание. Голема на порачка за многу големо оружје. Значи многу пари. Да. И тоа оружје не стига во Серскиот округ. Апсолутно до моментот на убиването на Гоце, оружјето не е дојдено во Македонија. Значи вие сакате да кажете дека Гоце Делчев е предаден и убиен за да не открие вистината дека некој не го донел оружјето кое е платено? Апсолутно. Тоа е страшно. И за да не стигне Гоце на Либутуш на 6 мај, кога треба да се прави тоа собрание на Серскиот округ. Така,
ќе бидат присутни од целиот селски округ и да се види што е со сооръжието. И еве што на тема како коските на Гоце Делчев од Софија се донесени во Скопје, кажува Стефан Влахов Мицов. Ова парче го има објавено во една од моите претходни емисии во изминатите сезони на емисијата во Центар. Меѓутоа вреди да се слушни уште еднаш. 2 минути парчето со Стефан Влахов Мицов. Како бугарите дозволат Гоце Делчев да не го донесат во Македонија? Коските на Гоце Делчев са се чували 2 децении во Илинденската организација во Софија. Ама знаете дека Гоце Делчев, то му е како тестамент, неговите коски да бидат пренесени и да биде погребен во столицата на Слободна Македонија. Во сега Гоце Делчев не е знаел дали Македонија ќе биде слободна, целосна, но кажат во тој дел од слободна, ако не е целосна, слободна, во столицата на тој дел, да бидат пренесени моите коски, тоа моје тестамент. И сега, пошо Скопје, столицата на тој дел од Македонија, за жал останатите продолжуваат заробени да бидат, но така и така таа желба се остварува со дозвола на Димитров и тоа, и сега тие, тоа има документарни сведоштва како коските, тоа се носени со стотици илјади луѓе, па и тука се среќени и така, во тоа. Тоа е 46-та година. 46-та, да. 46-та, но тука има нешто интересно. И тоа е поврзано со дел од бугарската делегација, која учествува во носењето на коските, пошто така сега, тие доаѓаат, ама тие не доаѓаат сами, и придружба и така. Сега. И тука во документите во архивот на Тито, останатите поврзани со Македонија, има интересни сведоштва, тие некои од бугарите тогаш, пошто во Бугарија е било бедно живеели тога 46-та по војната и тука не е богато, ама во споредба со Бугарија е било по. И сега тие неколку денови дека кои са били тоа, добро, ги ранат, ги носат и тоа, и некој од нив вика, вие како добро ни раните, тоа во архивот, да чувам во тоа, како добро ни раните, ние може по некој друг месец, ако сакате да ви донесеме и други коски. Така што тоа се сведоштва за чувани историски. На 7 октомври 1946 година моштите или коските на Гоце Делчев беа од Софија донесени во Скопје и погребани во црквата Свети Спас. Еве како таа 1946 година известува самите бугарски медиуми, односно бугарските весници. Вели дека минатата недела од Софија беа испратени за Македонија коските на големиот македонски револуционер Гоце Делчев. Значи, внимавајте, големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој сега, од сега па натаму, ќе почиват или ќе бидат упокоени во Скопје, столицата, односно главниот град на земјата за кој тој се го дал својот живот. Значи, Гоце Делчев се борел за слободата или независноста на Република Македонија и тама во таа земја за која тој го има дадено својот живот, ќе почиват неговите мошти или неговите коски. Ова е пишано 1946 година. Бугарите се велат тоа не важи, тоа е направена под уцена и дека поради таа уцена тие сега треба да го сменат текот на историјата. Односно, ако под уцена коските на Гоце Делчев биле донесени од Софија во Скопје, сега исто така под уцена тие коски можеби треба да бидат вратени во Република Бугарија, односно во Софија. Гледате, они развиват две исклучително опасни тези. Првата теза е дека Бугарија е единствена држава во светот која граничи самата со себе. Да. Значи, тоа е првата теза, која е исклучително опасна не само за Бугарија, туку и за соседите околу Бугарија. И веројатно влечат одредени подлошки и пледоје за бугарите во Добруџа, за бугарите околу Ниш, Сурдулица, Владичи Хан, Пирот и така натаму, бугарите во цела Македонија, делот на Тракија во Грција и во Турција. Па реков, сега е моментот да не заборавиме дека таа бугарска политика секогаш сакала да биде меѓу Западот и Истокот. Притисокот на вистина бил и од Запад и од Исток, меѓутоа научија тие како да лавираат. Предпоставувам камалеонски. Да менуват бои по потреба. бои. И да се секогаш на погрешната страна на историјата. Тие ретко кога имаат погодено вистинската страна, меѓутоа и од секој погрешен избор успевале да се извлечат. Што е умешност одредена? Тоа е умешност во секој случај, но да не заборавиме дека целиот тој бугарски проект
настана најпрвин како една руска идеја, меѓутоа вистинскиот промотор, вистинскиот спонзор на таа идеја беше Австриското царство. Во еден момент беа двете царства заинтересирани тоа така да биде. Затоа и зборникот на Миладиновци е бугарски. Зборник на бугарски песни и поговорки. Можеме ли да префатиме тезата? Да. Да речеме дека двата големи проекти, тоа е Голема Албанија и Сан Стефанска Бугарија, едните се направени од Австро-Унгарија, а тоа го презема денес со едните американски држави, другите се направени од Царска Русија. И тие два Сан Стефанска Бугарска не ни постоела. Да, еден ден. Да, не Или постоела. на хартија. Да, и тоа е направено во еден кварт во Истанбул или во Цариград, кој се вика Сан Стефано, кој сега веќе не постои. Да. И ова е Голема Албанија, или формирање на албанска држава која подоцна би се проширила на тие етнички територии, тоа е австро-унгарски. Велика Албанија е австро-угарски. Тотолова го кажа во незината книга. Велика Албанија е австро-угарски концепт и он nije čak ni turski koncept. Dakle, Prizrenska liga nije definisala, u stvari to je bila pretežno, je neka islamska ideja bila pretežnija od ove albanske, ali ova albanska nacionalna kao veliko albanska ideja to je austro-ugarski koncept i uopšte zaokruživanje tih albanskih germanski. teritorija. Значи германски е велико Римокатолички. Римокатолички. Римокатолички, да. Ако Бугарија е единствена земја во светот која граничи самата со себе, тоа значи дека во тие држави живеат бугари. Бугари. И бидејќи во тие држави живеат бугари, тие влегува во операција на давање бугарски пасоши. Така е. И дава не само во Македонија, И во Албанија, и дава во Романија. и во Романија, дава сега даваат во оној дел на Јужна Србија кој граничи со Бугарија, Босилеград, Димитроград, така натаму и така натаму. Иначе таа операција на бугарски пасоши во која тие и се пресмета во еден период, па сега пред една година има менување на директор на агенција за българите во чужбина, бидејќи најдоа криминали, тоа беше од партијата на Каракачанов и така натаму. И така натаму. Значи операцијата издавање бугарски пасоши е дел на таа стратегија дека Бугарија граничи сама со себе и дека во сите соседни држави живеат бугари. Тоа е суштината. И во еден момент ќе треба, значи, определени културни и економски интереси да се спојат со политичките интереси. Не е случајно дека границите на таа Сан Стефанска Бугарија одеа до Валона? Да, и гледате, тие всушност немаат време за чекање, говорам за бугарите. Бидејќи демографијата нив им вели дека за 30 години ромите и турците ќе се мнозинство во Република Бугарија. И бидејќи немаат време за чекање, те влегува во операција на давање бугарски пасоши. Освен овие држави кои ги спомнавме, има и Украина, има и Молдова. Да. Смета дека некаде од 4 до 6% бугари живеат во Молдова и дека еден од претходните молдовски премиери има бугарско потекло. Значи те почна да даваат бугарски пасоши како дел на оваа стратегија дека за 30 години ќе се малцинство во својата држава. Апсолутно, да не забораваме и колку е одливот на бугарското население од кога тие стапија во европската заедница. Од некаде 9 и нешто милиони, сега е на под 8 милиони, 7 милиони и 200-300 отприлика. Потребен им е тој, да речам, христијански условно земено елемент, за да е во функција на определени и политички и економски интереси, и воени. И ние, господи Котлар, ќе влеземе у сличен процес после пописот кога најавува Заев сега. Бидејќи во тој процес ние ќе треба да го бетонираме и договорот од Охрид, Охридскиот рамковен договор, и да ја бетонираме Тиранската платформа. И можеме да претпоставиме кои проценти ќе договори Заев со Али Ахмети. Апсолутно, не случајно, значи тоа влезе во Уставот, во последните промени на Уставот, влезе Охридскиот договор, апсолутно да не се менува процентот на оној кој што е предвиден, 20% населението, иако може да се оди погоре, бидејќи слушаме од нашите актуелни политичари од албанско потекло дека албанското население е и преку 30%, па некаде и 50%. И втората теза е дека македонците се на сила македонизирани. И дека тоа е направено под притисок на Тито, на комунистичка партија, на Сталин, на Коминтерн и така натаму и така натаму. И сосема нормално ако некој бил на сила македонизиран, сега на сила да биде ребугаризиран. Односно, македонците се одродени бугари. Тоа е втората опасна теза, кои со сите овие изјави на Каракачанов, на Захариева, на таа групација, се ставаат на маса. Па тоа значи, во секој случај се побива правото на сувереност на македонскиот народ и на своја територија, пред се на своја територија, а потоа тоа се правда другата страна во однос на историјата. Вие сте дојдени, нели, од Карпатите. Едната страна ни вели, другите ни вели дека сме бугари, третите дека сме
некоја друга категорија на логикарци. Словенизирани грци. Словенизирани во секој случај. Сметам дека тоа во една реченица би го именувале одземање на подложката за имање на суверенитет на определена територија. Кога слушаме колку бугарски пасоши се дадени во Македонија, човек просто си опостава прашањето што не би направиле на бугарска партија, таа би била втора или трета по сила, врз база на аналогијата колку пасоши се фалите дека добиле македонците. Тоа е едно исклучително сериозно прашање и ако треба да дадам искрен одговор, ќе ви кажам дека за мене етничкиот модел на водење на политика е апсолутно погрешен. Со нетрпение. Има партија на турците, има партија на србите, има да, партија затоа во на Македонија 25 години. Има партија на албанците. Затоа во Македонија 25 години имаме конфликт меѓу различните етнички групи. Па не гледам дека Бугарија кога има партија на турците која е пола од тие 25 години била во власта, дека имат етнички конфликти. Во Македонија има такво искуство и ако вие очекувате јас да учествувам во поредна провокација во општеството или уште една поделба на македонското ткиво, не го очекувате од мене, можеби некој друг. Да не се плашите не. Дека нема толку бугари во Македонија колку што се дале бугарски пасоши. Јас не велам дека ние не сме готови да учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но сме готови да учествуваме во една сосема друга концепција. Направете партија да има колку сте. Не станува збор за етничка концепција. Да, ние можеби ќе учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но не на база на етничка концепција. Добро, со Николев, пред една година имаше парламентарни избори во Бугарија. На тие избори вие учествувавте како патриотички фронт во една коалиција и влеговте сега врз база на тоа Каракачанов е потпредседател на Бугарското собрание. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, на парламентарните избори, кои што се многу битни за Има само две гласачки места и за жал Скопје. Битола и Скопје и за жал, мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. Не 207 вкупно гласови во Скопје. Да. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можам да ви кажам, јас одговарав за Македонија, ќе ви кажам. 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, прави тоа, прави. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје. Ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во Македонија. Ние не правевме кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да течат. Тука бевте цело време како не правите. Не сум бил тука, имате грешна информација. Ние бевме со господинот Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ, помалце за вас. Согласен сум, апсолутно сте во право, тоа се фактите. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаевте фактите. Пробавте да ги скриете, да ги кажете, мислите ќе ви кажам. Ако не се сеќавате, Вешамара во Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Македонија. Не е така. Како стоите со математика? Па горе-долу добро да речеме. Кога ќе поделите 207 со 250.000 пасоши што се фали Божидар Димитров дека дал у Македонија, која е тешка децимала ќе излезе на крај? Ето, тоа е разликата меѓу македонскиот поглед на политиката и българскиот поглед на политиката. Што е вашиот поглед? Ето каде е? 250.000 државјанства, има 250.000 бугари. Од тие 250.000 бугари ќе им дадете можност да гласат 207. Господине Ефтов, вие не сте направили анализа на тоа колку луѓе 0,0001%. Господине Ефтов, не сте направили анализа колку од тие луѓе гласаа во Благоевград, во Сандански, во Петрич, во Софија. Во Кјустендил. Сите тие во Кјустендил. Тие работи сте ги пропуштиле. Значи нашата цел на парламентарните избори беше да се уклучиме на место по самата Българија, не надвор од Българија. Баш го спомнавте Кјустендил и тука пробувате да правите манипулација. Бидејќи вие како патриотски фронт
имавте протести после парламентарните избори, дека прв пат во историјата на Бугарија во Кюстендил Турчин ви стана пратеник. А сега не во Кюстендил, во Благоевград. Да, и Кюстендил, Благоевград правевте протести. Не беше Турчин, беше циганин. Циган со купени турските гласови, пари факт. и правевте манипулации, самикате не гласале бугарите во Македонија, гласале во Кюстендил, гласале во Благоевград. И ние си имавме. Гледате дека целата стратегија е на манипулација направена. Да знаете дека Цела стратегија е на манипулација направена. Има свој пратеник. И ако треба да бидеме искрен, треба да се заблагодариме на големиот дел од македонските граѓани кои што имаат ко Титаник. Не, потонавте на дното. Направивме 19 души пратеници у Скопје. Се вртите тука у столчето, ќе не е пријатно. Не, исклучително ми е пријатно. Разговорот со вас секој пат е пријатен. Ја да ви кажам, 207 гласа да имам, јас едноставно ќе искинам тој стратегија и диплома, ќе заклучам партијата клучна врата. Не знам да ви кажам. Бидејќи тоа е Титаник стратегија. Во право сте, сето тоа што сте го кажале, ако од македонска гледна точка е така. Видите колку се тие опасни тези, почитувани гледачи. Тезата е следна. Бугарија е губитничка на Втората светска војна. Титова Југославија е победничка на Втората светска војна. Под притисок на Тито, под притисок на победниците на Втората светска војна, под притисок на Коминтерната, бугарите морале да признат дека македонците се посебна нација. Не само што морале да признат дека македонците се посебна нација, а не се одродени бугари, туку морале да прифатат понижување коските на Гоце Делчев, кој според бугарите бил бугарин, да дојдат и да бидат пренесени во Скопје. Иако под притисок и уцена било тоа направено 1946 година, сега дојде на време и исто така под притисок и под уцена, меѓутоа сега на Бугарија и можност на Македонија да ги отпочне преговорите со Европска унија, да бидат вратени коските. Или македонците да се соочат со реалноста, да признаат дека Гоце Делчев бил бугарин. Видите, тоа е опасна, крајно канцерогена теза. Теза која нималку нема да придонеси за подобрување на односите помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Видите, не можете територија да освоите ако не ја денационализирате. Не денационализација од аспект на имотно-правни или собственички односи, туку денационализирате да нема национален субстракт. Значи све што е македонско во историјата да ни се земи и да ни се остави се што е северно македонско. Значи вие не може да влезете и со војска, може да влезете и со тенкови, може да влезете со се и се што. Ама ако таа територија не е исчистита од историја, таа не може никош да биде ваша. Не може. Затоа реков, тоа е познато правило во тие политички практики. Се настапува со она културна дејност, која што подразбира образование, духовност, сето тоа, и во еден момент една таква личност да посака да ги поклопи тие интереси со политичките граници. Видите, Бојко Борисов тоа го каже уште февруари 2009 година, се уште не е избран за премиер, тоа е Чикаго, средбата со бугарската емиграција, кој што вели, мораме да го спроведеме грчкиот модел. Прво со пари, што се 50, 100, 200 милиони евра за бугарскиот буџет, со пари да влеземе во нивните најмнокни компании, и то со бидо да го направат, сака да купат една банка, купуваат земјоделски комбинати, влегуваат во енергетика и така натаму и така натаму. И откако тоа ќе го направиме со пари, тие треба да станат членки на НАТО и на ЕУ, ние ќе ги оцениме, ќе им поставиме барања, да се соочат дека зборуваат на македонски јазик кој е дијалект на бугарски. Развален, како тие го велат, дијалект на бугарскиот јазик. И за 20 или 30 или 50 години тие самите ќе не засакаат. Тоа е... За жал тоа е една погубна идеологија во однос кон нас. Меѓутоа таа е константа кај нив. Ама не може да се откажат од тоа. Не, апсолутно. Не може да се откажат. Сите војни ги изгуби и никако да се откажат. Нема да се откажат, бидејќи, пак ќе кажам, моментот иностранскиот фактор е доста силен. Да не заборавиме кој беше владетел таму, Сакско-Бурготски. Тоа е една западна линија. До пред 8 години им беше премиер на Бугарска. Премиер и мислам дека беше еден од најбогатите луѓе и највлијателните во Европа, ако не и во светот. Да, во делот на кралски семејства, исклучително влијателни. Значи тоа да не го занемариме, значи тие династички врски се многу јаки и имаат влијание во политичкиот живот, Бојко Борисов бил обезбедување телохранител и на Тодор Живков, и на царот или премиерот Симеон Сакско-Бурготски. Значи Бојко Борисов е таа линија која ги спојува воедно во однос на македонското прашање и комунистичкото и царското крило или царската линија. Апсолутно. Друго да не заборавиме, духовниот ментор на оваа идеологија е Руското царство. Секогаш. Значи ние може само да честитаме на една така далековидна политика. Таква политика прави Велика Британија и Русија.
Овде во однос на македонското прашање преку Бугарија прават русите. Русите. И тоа они не обвинат нас дека сме русофили. Тамо нема парче земја, нема Камо сантиметар. среќа ние да сме русофили. Тамо нема километар квадратен, кај што вие нема да најдете руско влијание. Па тие ги направија. Ги направија Словенија, им даде историја, им напише историја, све им напише. Тоа сакав да го спомнам. Значи, градењето на митот за таа бугарска историја која што сега ни се презентира, значи таа е изработена од луѓе ангажирани од руското царство. Чиста руска историја. Да. Понатаму, целата таа историја околу формирањето на бугарската екзархија, таа е руска амбиција. Дури и самиот гроф Игнатиев, кога добива забелешка од страна на српските представници, кога велат ние имаме автономно кнежество, а немаме црква, зошто се трудите да создадете ваква една? Тој им вели, не се секирајте, па тоа е словенска црква. Таа ќе ве собере и вас и нив. Таа е словенска црква, така поминува екзархијата. Што е со бугарите? Пред 2 века бугарите се на раскрсница дали да бидат Словени или да бидат Турци. Они su do pre 100 godina bili na raskrsnici. O tome piše Jovan Cvijić. Njihova elita do pre 100 godina nije znala šta su. Samите bugarski istoričari. Tako je. Тоа го потенцира тоа прашање. Tako je. Da li su oni slovenski narod ili turanski narod? Dakle, Bugari govore sličnim jezikom kao mi, Srbi, a još sličnim jezikom kao vi, Makedonci. Не, затоа им треба Охрид, им треба Македонија. Бидејќи тоа е единствено словенско, чисто и христијанско место во наводници во таа стефанска бугарска историја. Tako je. Iz Ohridca se nekad govorilo da je balkanski Jerusalim. Kao i za Sarajevo, Ohrid, Solun. Ja mislim da je Kosovo i Metohija, ali da ne izostavimo Sarajevo, Ohrid i Solun kao balkanske Jerusalime. Bugari imaju različitu etnogenezu od nas, drugih južnoslovenskih naroda. Mi smo mešavina starobalkanskog stanovništva i slovenskog stanovništva. Govorimo o Srbima, Makedoncima, pa i Hrvatima, pa i ovima koji sebe danas smatraju Crnogorci i muslimanima, Bošnjacima. Bugari imaju jaku turansku komponentu. Dakle, proto-Bugari su bili turanski narod, to je poznato. Još 3 su bila talasa doseljavanja turanskih plemena iz stepa koje se nalazi iznad Crnog mora i na kraju su došli Turci iz Male Azije. Dakle, njihova etnogeneza je starobalkansko-tursko-slovenska. I sami su do pre 100 godina imali dilemu da li će oni biti slovenski narod ili turanski narod. Njihovi apetiti su zaista ogromni. I tu vidim neke čak i karakterološke osobine koje podsjećaju na te narode koje dolaze iz azijskih stepa, a nisu autohtono starobalkanske ili nisu slovenske. Како бугарите го разрешуваат тој конфликт? Ако велите дека имале до пред 100 години дилеми дали се словенски или турански или турски народ или туркменски народ, како го решаваат тој конфликт? Со помош на русите? Pa to im je bilo neuspešno. Dakle, i sada je pogotovo nemoguće, zbog toga što Rusi nemaju više nikakvo poverenje u njih. Mislim da je to poverenje do kraja. O tome je govorio još car Nikolaj Ruski, da je njegovo razočarenje, stradalni car Nikolaj, da je njegovo razočarenje u Bugare bilo do te mere veliko da on to nije mogao da shvati. I to blegot od kriza vo kriza. Pa to je kriza identiteta, naravno. I stalna potreba da se stane nasuprot drugih pravoslavnih Slovena u bilo kom kriznom momentu. Gledajte, prva Balkanska vojna, vtора Balkanska vojna, prva svetska vojna, vtора svetska vojna. Бугарите ги губат сите војни. Jeste. Токму поради таа криза на идентитетот. Jeste. И тоа не сака да си го признат. И таа криза на идентитетот што постои кај нив се обидуваат како црн петко, како ѓавол да ни пренесат нас, македонците, дека ние имаме криза на идентитетот, а не бугарите. Може би македонците да имат криза на идентитетот, но сигурно таа криза не е така драматична кој што е бугарската криза. Nemam utisak da Makedonci imaju krizu identiteta. Makedonci su nacija koja je stvorena prirodnim putem, jer su se našli u tampon zoni nacionalizama koje je zapravo od njih formirala kao posebnu nacionalnu samopripadnost. Dakle, Makedonci su nacija koja je formirana prirodnim tokom i to je, dovoditi to u pitanje bilo bi besmisleno. Bugari imaju takođe jedan problem koji njih jako frustrira, a to je što su Makedonci kulturološki oblikovani kao Jugosloveni i zbog toga vide Beograd mnogo bližim nego Sofiju. Ako pogledate, Makedonci navijaju dan danas za Zvezdu ili Partizan ili prenavijaju za reprezentaciju Srbije kad ne igra Makedonija nego za Bugarsku. Pitanje je da li ima neko ko navija tamo za Bugarsku. Kada dolaze ove muzičke zvezde i ansambli iz Srbije ili drugih delova bivše Jugoslavije, koncerti su rasprodati često. Kad dolazi neko iz Bugarske, onda moraju dele karte po školama
da bi imali makar neku posjećenost. Oni su izgubili trku za Makedoniju, osim ukoliko nemaju nameru nasiljem da sprovedu integraciju u Makedoniji, ali tima ništa neće dobiti. Ти е не случайно го одбра Гоце Делчев. Не е случайно. Во нашата историја ние имаме многу личности, околу кои има вакви или онакви контраверзии, веројатно една од најчистите личности која нели одбравме од целото тој илинденско милје и всушност се ставивме како темел околу кој ќе се гради македонизмот, македонската нација, како што македонизмот и македонската нација ќе стануваат живи и потентни, за да може да функционираат нови балкански простори во балканско милје и те удират токму на Гоце Делчев. Свесно удират токму на... И точно знае дека ќе ударат на Гоце Делчев. Ќе се договориме и за Самуил, ќе се договориме и за Крстен. Околу све ќе се договориме, околу Гоце нема да се договориме. Тоа им беше сосема јасно. Па мислам дека ние потреба да почнеме од датумот на смртта на Гоце. Зошто загина Гоце? Зошто беше ликвидиран Гоце? Ѓурче Петров самиот вели дека се работи за предавство. Ние се уште не сме докажале. Како видна... Едниот член на комисијата македонска, едниот член, кога гледам сега Молчи Кориба, кога го отворав тоа прашање дали е предаден, од кого е предаден и така натаму, ми напиша огромен текст о Нова Македонија. Не гледам дека сега нешто многу се буни новие навреди што не ги даваат бугарите. Предпоставам дека хонорарите се многу добри. Јас ги дознавам од медиумите. Не знам дали се точни. Да, тамо се со повеќе нули. Да. Доволно високи за да може да ги натерат да молчат. Да. Значи, затоа го спомнав моментот кога како е загинат Гоце. Значи, имаме предавство кој има интерес за предавството, односно за ликвидирањето на Гоце. Гоце е олицетворение на се она што е македонска потреба, интерес и желба во моментот, но не ги представува бугарските интереси во моментот, бидејќи да не заборавиме, тој држава со кнез, со влада, со парламент. И е ликвидиран. И е ликвидиран. И направено предавство. Да, и мислам, ако ги читам документите, само ова сакав да кажам, во однос на Борис Сарафов, неговите сеќавања и на Карванов, може да се насетат дека следењето на Гоце трае многу порано и амбицијата Гоце да биде ликвидиран е многу порано. Ако се спомнуваат во тие печатени медиуми, Нью Йорк Таймс и некој грчки предавник, прво да го анализираме зборот, можеби е припадник македонец на Цариградската патриаршија, меѓутоа можеби и така и одбран тој модус да фигурира во тие печатени медиуми, меѓутоа сериозна анализа треба да се бара во односот на, јас го вперувам прстот во Врховниот комитет, во однос на Гоце Делчев. Значи да им појасниме на гледачите, секој округ, како што Битолскиот округ во Смилево го организира Смилевскиот конгрес, на кој се носи одлука за кревање на Илинденското востање, и Серскиот округ треба во Али Бутуш да се направи свој конгрес на кој ќе се расправа за востањето. И Гоце кога излага од Солун, преку Баница сака да оди во Али Бутуш да го направи тој конгрес. Оди веќе изморени од пато. Те не јавали коне като сега што е како на споменикот на сега. споменику, а одили пешки. Од Солун пешки за Баница. Од Солун преку Баница за Али Бутуш. Во Баница пристигнуват. Колку дена патува од Солун до Баница? Не знам. 1 до 2 дена веројатно. Не знам колку време. И у две куќи се разделени. Во две куќи спијат. Една прему друга. Кај 4 сата се тропа на куќите дека е Гоце. И му велат. 4 сати наутро на Сабајли. Селото е обкржено од турска жандармерија. Гоце веднаш собира четата од двете куќи и ми тргнува посред село на главната улица да ги изведе луѓето да не пострада Баница, а чим има турска војска како што го излажали. Излегува до последната куќа од левата страна на Баница на селската мера. Значи на крајот на селото. На крај на селото, дека се имотите на селаните, заградени со малки џитчета. Има ли турска војска тој ден во Баница? Тој ден во Баница, до кога Гоце е прострелян, не е дојдена още турската армија. Значи, ако нема турски војници,
Од кого е убиен тогаш Гоце Делчев? Предаден е од един од четата на Гоце. Од четата на Гоце? Така. И е стреляно во грб. А тие кои са били скриени предавниците во селската мера, тие са стреляли отпред. И првиот куршум е погоден Гоце. Гоце паѓа по образ. Значи, на стомак. Апсолутно. Значи, сакате да кажете дека турска војска нема тогаш и тој ден во село Баница, дека Гоце излегува од селото, доаѓа на крајот на селото, дека го предава некој од неговата чета, и дека на крајот на селото, во тие зидчиња кои што ги омегјуваат тие имоти на селаните, има скриено луѓе кои се најверојатно од организацијата. Точно. ВМРО или како ќе наречеме во тоа време? Не знам че на кого припадници, али е имало љубомора. И тие го чекат Гоце да излезе од селото? Тие го чекат од селото. И како излага? Сообщението е дека селото е обколено. Така, а уствари Гоце преминава пред централната улица од крај до крај. Нема турчин. Не се појавува никаков турчин. И како Гоце излегува надвор од селото, излага тие што се кријат во имотите на крај на селото. Стрелбата почва за да се скрие тоа што стреля од зад, од грб. Значи некој почна да пука од напред. Од Меѓутоа Гоце е погоден од позади грб. Точно. Кој го погода од позади грб? Некој од четата? Да. Од четата? Да. Некој што е платен? Затоа Гоце вели, слушајте, бранете ме вие од пријатели. Од непријател јас сам ќе се брана. Па дури Ѓорче Петров 1919. Ѓорче Петров е бил најдобриот пријател на Гоце. На некои 20 години од смртта на Гоце, на поменот кој се дава или на панихидата, изјавува дека Гоце е предаден од некој од организацијата. Точно. За да се скрие дека оружјето не е купено. Затоа Ѓорче Петров после кажува од камен глава да има, од дрво нозе, што го однесе народо на востание без да е подготвено. Това се зборове на Ѓорче Петров. Затоа е убиен Гоце Делчев, едно за да се скрие дека не е купено оружјето и второ за да може да се крени востанието. Точно. И добро, тој што го издава Гоце Делчев или тој што наредува да биде предаден Гоце Делчев, ако не ќе веќе да кажете како се вика, дали е барем познат македонски револуционер? Да. Многу познат? Многу. И веројатно го смета дека е пријател денес на Гоце Делчев. Затоа е збор на Гоце да го чуват од пријатели. Се одбира Гоце Делчев. Да. Од Бугарија доаѓаат напади, Гоце Делчев не е македонец, Гоце Делчев е бугарин. Пред еден месец и 10 дена имаме официјална посета на папата, како што велат тие во Република Северна Македонија. Северна, да. Се отвара прашањето на унијатство на Гоце Делчев, да. односно дел на православието кој го признава папата како врховен поглавар. И всушност целата политика на црквата на Ватикан, на папата во однос на Балканскиот полуостров е преку унијатство. Да, и не е поразлична од на Австриското царство и на Руското. Не е различна. Апсолутно. Значи, гледате, имате двоен атак, двоен напаѓање кон Гоце Делчев и се пласира тезата. Гоце Делчев со уцена и на сила од Софија, коските му се префрлени во Скопје на 7 октомври 1946 година. Зошто? Бидејќи Бугарија е изгубила Втората светска војна, е губитник на Втората светска војна и под притисок на СФР Југославија, на Тито и на Коминтерната, нели кои се победници во Втората светска војна, Бугарија е уцената и принудена на понижување и со понижување коските на Гоце се донесат до Скопје. Тоа е приказната која кажат бугарите, тоа се изјавите на Захариева, тоа се изјавите на Каракачанов. Па да, во основа е тоа, меѓутоа пак ќе кажам, претпоставувам дека поволен им е моментот. Сега пак да ја развијат својата теза. Ако на уцена и на сила е донесен од Софија во Скопје, тогаш со уцена и со сила може би од Скопје треба да се врати во Софија. Да. Видите, ти велат Коминтерната и Тито како победници не натера. Да, затоа реков тоа го оправдаат со идеолошка некоја матрица. Ако Коминтерната и Тито на сила ги натера, тогаш бугарите со помош на ЕУ и на НАТО на сила ќе не натера. Да им ги вратиме. Да им ги вратиме и да признаеме дека Гоце е бугарин. И Гоце Делчев, најголемиот јунак, револуционер, не е македонски, туку е бугарски. Многу ме интересира во која смисла е за нив важен,
Навистина не знам, бидејќи ако гледаме, Гоце Делчев само бил еден обичен емигрант присутен во Софија и се занимавал со работи кои што се потребни за македонскиот терен. И во Шведска и во Норвешка заедно правеа природбенски процеси и никој еден на друг не си посмета и не си рече вие не можете да се развивате. И одеднаш, гледате како се прави едно салто мортале. Се прави. Гоце е бугарин, на сила ни го дадоа, на сила ќе ни го земат. Ако ние сакаме да станеме членки на НАТО и НЕУ, ќе мораме да прифатиме дека Гоце Делчев е бугарин. И тоа понижување нема граница, нема лимит. Небото не е лимит. И по она што можеме да го читаме како реакција, значи на луѓето кои што се во комисијата, мислам дека и нема многу време да помине од кога ќе направат некој компромис, со оглед дека тие се назначени од нашата власт, односно владата. А владата, колку што можам да читам по реакциите на министрот за надворешни работи, па и другите, се многу така наклонети да постигнат некаков компромис, иако тоа не би требало да се случи ни во политичка смисла, а за научната не можам да дискутирам, бидејќи си има сосема други принципи. Го дочека моментот. Го дочека. Луѓе наклоните кон Бугарија, кои 50, 60, 70 години или беа маргинализирани, или беа чувани во сенка, сега ако дојде моментот, дојдоа на клучни позиции, апсолутно, министерски или други политички позиции и ќе одработат за каузата во која верувале целиот свој живот. Видите, значи таа бугарска стратегија е исклучително долгорочна. Долгорочна ние говориме удба, коси така натаму и така. Никој не говори за бугарските служби. Видите, овие чекат 100 години. Да не заборавиме пак ќе ве навратам на 1878 кога се формира кнежеството, тоа беше руска граѓанска управа. Русите создаваа држава 9 месеци според одредбите на Бернинскиот мировен договор. Во Бугарија. Во Бугарија. Руската граѓанска управа се повлекува на денот кога е избран за кнез Александар Батенберг, а тоа е летото 1879. Во тој период Русија гради држава, ги гради сите политички институции, сите образовни, медицинските, граѓанските, се што треба да биде за една држава. Во кој град е роден Гоце Делчев? Во село е роден. Добро. Или град можна, се едно. Во кој град е роден Гоце Делчев? Добро, сега може да го скрстите градот. Има луѓе се родија во Велес, во Тито Велес, па сега се во Велес. Така? Не, Иванов. Во кој град е роден Гоце Делчев согласно договорот од Нивице? Не знам што. Па не пишува во договорот во кој град е роден Гоце Делчев. Во договорот тоа го нема. Господин Иванов, вие точно знаете што е Кукуш е роден. Не, во Килкис, според договорот од Нивици. Во договорот не пишува ни Кукуш ни Килкис. Значи не, ние се обврзуваме дека ќе во договорот не пишува каде е роден Гоце Делчев. Користиме грчките топоними на македонските места. Кога одиме на шопинг во Солун, ние не одиме во Солун. Бугарите одат во Солун, србите одат во Солун, ние одиме во Тесалоники. Кога ќе збориме за Гоце Делчев, бугарите велат дека роден во Кукуш, србите велат дека роден во Кукуш, ние македонците велиме дека роден во Килкис. Нема да те вратат од Грција. Ако ти и на граница прашаш кај одиш во Солун, ако речеш, нема да те вратат, биди сигурен. Тоа е суштината. Да не ги плашиме луѓе за кој тоа е суштината на капитулацијата, што ни се случи со Преспанскиот и со бугарскиот договор. Колку и да звучи контраверзно, почитувани гледачи, за мене договорот со Бугарија е многу поштетен за македонските национални интереси отколку договорот со Грција. Да, според договорот со Грција ние го сменивме името на државата. Меѓутоа, ако тоа го трниме настрана, тогаш одредбите во бугарскиот договор се многу поопасни, многу поштетни за еднината на Република Македонија отколку одредбите во грчкиот договор. Видете, одам и чекор понатаму. Бугарите денес развеат една теза и велат дека тоа се единствена, дека тие се единствена држава во светот која граничи самата со себе. Ако една држава граничи самата со себе, тоа значи дека граничи со бугари кои живеат во соседните држави. Тоа значи дека во Република Србија, Република Македонија, делот на Тракија, во Турција, во Грција и Добруџа во Романија живеат бугари. И што ќе прават бугарите? Ако во соседните држави живеат бугари, ќе им дават бугарски пасоши. На тој начин, преку всушност таа тактика и стратегија да се издаваат бугарски пасоши, бугарите сакаат да реализираат таа канцерогена стратегија дека Бугарија е единствена држава во светот која граничи самата со себе. И одат чекор понатаму вела дека ако граничат сами со себе, тогаш е сега времето, бидејќи Бугарија членка на НАТО и на Европската унија, значи во стратешка предност во однос на Србија, посебно во однос на Република Македонија, да се влезе во процес на ребугаризација
на бугарското население во Република Македонија. Зошто? Бидејќи пред 60 или 70 години со помош на Тито и со помош на Коминтерната е одродено бугарското население во Република Македонија. Всушност дека македонците се одродени бугари, дека ако македонците со акт на Коминтерната се одродени бугари, сега дојдено време кога македонците ќе се ребулгаризираат. И тоа се двете канцерогени бугарски стратегии. Најдоа плодна почва во Република Македонија, најдоа плодна почва во оваа влада и ќе се обидат на сите начини, со сите средства да ги реализираат тие две стратегии. Господин Котлар, всушност двата договори, и договорот со Бугарија, и договорот со Грција, ги имаме направено со држави кои исклучително, мокно и силно се подпират на руска подршка. Да. Во една или во друга форма. Да не заборавиме и германска. Тоа е некоја мешавина. Тоа е некоја мешавина која за жал се почесто ја Се гледаме. почесто. Се почесто ја гледаме како заеднички делуваат во прекројување или во корење на балканскиот. Да. Ама интересите им се исти. Секогаш исти. Секогаш им се исти. Треба мене ми е жал што ние не изградивме луѓе кои ќе ја познаваат до таа танчина политиката за да можат До пред 2 века под чие знаме половеа руските бродови? Под грчки знамења. Ако го видиме и денешното знаме, се уште ги имаме остатоците од православието, односно од Источното Римско царство, еве нема да речам. Путин беше примен на Света Гора пред 2 години како император, како Трет Рим. Да. Москва од секогаш има таа амбиција. Москва, меѓу првите го признимето Северна Македонија. Да, не и требаше многу. Иако нили не храбреше да издржиме, да обстоиме и така натаму. И ова со Бугарија. Понеја слава Сан Стефанска Бугарија, која не постои ни неколку месеци. 3 март го слават како национален празник. Тој е руски проект. Тој е класичен руски проект. Значи нема камче во нивната историја да не е руско. И русите по две основи кој гинеше на плевен, руски војници... Не ги прават. За американците не збориме, ние сме збореле за американците 50 пати. Забораваме на руското влијание. Но секој забораваме на ова руско-германско. Руско-германско. Да не заборавиме тие во економијата одлично соработуваат, на оној другиот дел. Меѓутоа на Балканот имаме и политички интереси. И сега овие имат подршка, имат пари, овие нема да застанат. Што очекувате за крај? Што очекувате? Што ќе направат бугарите? Бугарите, па мислам дека ќе го добијат потребниот компромис. Што ќе ги задоволи? Тоа ќе биде само еден чекор во нивното задоволување. Мислам дека нема. Додека не се дојде до една многу по-одредена цел. Поделба на Македонија меѓу Бугарија и Албанија. Да. Како зони на влијание. Не сакав тоа да го кажам, ама еве како историчар ќе ви кажам дека секогаш историските врски се одвивале од исток кон запад во однос на Македонија, значи бугарско-албански сојуз, или пак од север кон југ српско-грчки сојуз. И ние требаше тие работи да ги знаеме за да можеме да... Не, ништо не научи од историјата. Па ние научивме и... Донесовме понављачи по историја на чело на државата и тие не го прават тоа што не го прават. Ни една лекција од историјата не е научена. За жал, како наука е многу интересна и затоа е прогласена за учителка на животот. Ние не го научивме живот. Ма ваши колеги историчари ќе ја продат Македонија, ќе продат историјата, ќе продат све што учеле на факултетите. И што е најболното за мене. Утре ќе треба сите историчари тоа да го прифатат, не само тие што се во комисијата. Гледате, покојни Блаже Ристевски, бугарите пежоративно го нарекува лаже. И Ману Академија на неуките ја нарекува. И Блаже го смета, покојни Блаже Ристевски, како татко на македонизмот. И се ќе одберат историчари кои ќе бидат макеја на македонизмот, кои ќе дозволат да биде погребана македонската кауза и ќе биде прифатено се оно што е во корис и во интерес на бугарите. Тоа јас така го гледам. Па јас го гледам така, јас еве да прашам дали некој со сила нив ги седна таму? Не на сила, ама на пари. Па така. Како кад бугарите, ако не може за пари, може за многу пари. Да, може за многу пари, предпоставувам. Лично... Што се како вика Бојко Борисов, што се 50 или 100 милиони евра во буџетот, од бугарскиот буџет, за да може Македонија се врати во бугарски раце? Ништо. Па добро, тоа е стара една тактика. Ако не може така да го направиме, ќе го направиме со многу пари. Тоа не е новина во бугарската политика, тоа е и претходно постоело. И ќе постои. Да. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Здравје Боже, ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.